Има голем простор за зголемување на платите во Македонија, покажува анализата на Сојузот на синдикати на Македонија. Сепак висината на просечната и минималната плата ќе утврдуваат заедно со социјалните партнери, вели Живко Митрески, председателот на ССМ. Тој денес како представи предлог протоколот за социјален напредок, кој предвидува и уредување на договорите за работа во индустријските зони, бенефициран стаж за одредени професии, како и намалување на нееднаквоста или разликата во висината на платите за иста работа. Нашата анализа покажува дека има големи простори и можности за зголемување на минималната плата. Минималната плата, според нашата проценка и оценка, треба да биде зголемена. Ако се има во предвид што потрошувачката синдикална кошничка која ја пресметуваме, зборува дека скоро над 41% од вкупните давачки се поврзани со храната, тоа е доволно алармантно да кажува дека навистина треба да започнеме процес на преговори заедно со социјалните партнери, со вклучување и на државата како социјален партнер, за да отвориме можности, како што наведов во протоколот, за утврдување на една друга динамика, за утврдување на дополнителни критериуми кои ќе го следат растот на цените и кои ќе овозможуваат, утврдување на минимална плата која ќе биде рационална и издржлива и за сите оние кои што ќе ја плаќаат, но секако посебно интерес е за нас таа да биде максимално колку што е поголема, како би овозможиле дополнително подобрување на стандардот на работниците и на граѓаните. Овој предлог протокол според Митрески е стратешки документ кој ќе го достави до новата влада и економско-социјалниот совет, а според него ово има една цел – да се изработи заедничка стратегија за зголемување на платите, за јакнување на растот на економијата и елиминирање на сиромаштијата. Во овој документ предлагаме на почеток заради обезбедување на подеднаков третман на работниците, заради обезбедување и на подеднаков третман во делот на соодветната заработувачка, најмалку 30% од договорите во сите тие зони да бидат на неопределено работно време, како би можеле да обезбедиме една значајна сигурност на работните места и во рамките на ваквите зони. Дополнително ослободување од персонален данок на сите оние надоместоци поврзани со регресот за годишен одмор, понатаму во делот на јубилејните награди, надоместокот по основ на придонеси, иновации, рационализации и други видови натворешта. Инаку минималецот во земјава е регулиран со посебен закон донесен во 2012 година. Пред 5 години тој изнесуваше 8.050 денари, 2014 се искачи на 8.800 денари, во моментов минималната плата изнесува 10.080 денари. Синдикалците посочија дека се разгледува можноста и вработените во текстилната и кожарската индустрија да добиваат иста плата, како и во останатите индустрии.